со Цеце секој пат велиме дека таа е една префината, рафинирана и како човек и како дама, особено во модната уметност. Долги години сме сведоци за нејзината сопствена еволуција, секој пат го даваме тој френетичен аплауз за нашата Олгица, која што всушност ја затвори оваа 32-та приказна на модниот викенд во Скопје, Метаморфозис, и мислам дека ќе ја прашаме дефинитивно дали беше ова заокружување на уште една нејзина лична приказна во модниот свет. Олгица, добро утро. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам за прекрасната најава. Знаете дека веќе неколку пати сум спомнала, секогаш ми е драго да бидам дел од вашата приказна, затоа што сте едни од луѓето кои што навистина ја почитуваат мојата работа и го следите на некаков начин мојот развој како дизајнер. Со задоволство. Да, заедно растеме. Со задоволство. И тоа е факт, низ годиниве можеме да си го потврдиме, а се радуваме што утрото заеднички ни започнува позитивно, нас со твојата енергија, верувам и тебе денот со нашата енергија. А кога зборуваме за добрите енергии или за размена на енергии, верувам дека се уште не стивнуваат оние позитивни импресии, бидејќи денеска сме вторник, во неделата беше твоето представување, верувам дека вчерашниот ден беше ден на на некој начин не евоцирање, но процесирање, тоа е правиот збор, на се она што се случуваше за време на модниот викенд, но и представување на твојата нова колекција Метаморфозис. Па еве едно твое видување, Олгица, како помина се, иако по фотографиите, баш со Марко коментираме дека баш си тоа ти, нели? Она Олгица која што ја знаеме низ годините и како, нели, сама спомена, го следиме твојот развој, дефинитивно е нешто што тебе те отсликува. Овие дизајни кои што ние веќе ги погледнавме, а ќе имаат можност се разбере и гледачите. Така. Јас се уште не можам да си ги средам импресиите во глава, затоа што имав едно по друго два големи настани за кои што секако морав максимално да се дадам. Ден пред мојата ревија работев во тимот на костимографијата за Орево Кршачка, значи премиерата беше во сабота. Ревијата беше во недела и некако мислам буквално баш силни чувства и емоции за кои што можеби ќе ми треба неколку дена да ги isprocesирам. По коментарите на луѓето, на моите клиенти, навистина им се допаднала колекцијата, станува збор за носливи парчиња кои што сепак имаат некој дизајнерски израз да бидат препознатливи и нормално. Мислам дека последниве неколку сезони започнав еден правец во мојата работа кој што е можеби подостапен, да речеме, до клиентите и гледам дека тоа навистина им се допаѓа. Како и секогаш мојот дизајнерски израз е минималистички, понекогаш имам рачна работа која што нормално го облагородува тој дизајнерски минималистички израз. Сепак, нели, да биде парче кое што не може да се најде во било која продавница. Се радувам се уште и после скоро 20 години работа на секој мој нареден проект, дури можам да кажам и уште повеќе, се што доаѓа со возбуда. Понекогаш времето е малку за да се реализира се што е потребно, меѓутоа се трудам колку што можам со оглед на сите околности да останам присутна на нашата модна сцена, да го задржам континуитетот и можеби тоа и ме одржало толку многу години на нашата сцена. Пробувам да бидам подобра секој нареден пат. Инспирацијата е чудна работа, понекогаш има повеќе, понекогаш помалку, меѓутоа да. Инаку, гледајќи ги сите овие фотографии, вистина со Цеце се прашуваме, ја прашувам, ова се фотографите, да, ова се најновите тазе фотографии всушност од незината последна колекција и вистина сме поседочиле со разговорите кои што сме ги имале со тебе во студиото дека сакаш да оставиш простор, нели, на млади имња од модната сцена кај нас, меѓутоа добро е што ја имаме Олгица барем од време на време на нели овие редовни модни изданија. Меѓутоа да, можеме сосема да кажеме дека си една од дамите кои што има препознатлив минимализам во своите ноти, пастелност, а една раскошност, нели, да кажеме, нели, во сите тие колекции кои што сме биле досега и како твоја публика. Меѓутоа,
Кога го најавувавме всушност ова 32-ро издание, веќе ќе се сети кога Љубица всушност дека најави ќе биде зелена и одржлива мода, нордиско-балтичка приказна, чинам дека те особено ти предизвика внимание затоа што ќе се вклопи можеби со сензибилитетот на Олгица. Так. Добро. Јас пробувам понекогаш веќе идејата е тука, понекогаш пробувам нормално да се вклопам во идејата која што веќе ја имаат, така да се надевам дека одговорив на мојата задача. Експериментираше доста во колекцијата овој пат, да речеме, направи некаков свој личен преседан или си беше своја на своето, Олгица? Мислам дека бев сепак своја на своето, со оглед на тоа дека колекцијата уште на самата ревија беше распродадена, значи ми беше доволна информација дека последниве неколку сезони сум фатила добар тек, дека сепак луѓето сакаат и некако последниве неколку години мислам дека и самата мода има доживеано трансформација, барањето на клиентите, на луѓето кои што се љубители на модата се малку поинакви и сваќам дека можеби во иднина и ќе си го продолжам овој правец. Во минатото имав можеби по театрални колекции. Сега ова е можеби некој нов правец кој што можеби го смирувам малку повеќе дизајнот, меѓутоа пак мене ми одговара затоа што да, одговара и на секојдневието на жената, како што ти пред малку напомена за да биде достапна оваа колекција. Јас оваа професија ја работам професионално, ова е моја официјална професија, сепак парчињата би требало да се продаваат и најверојатно и ради тоа сум ја направила оваа одлука. Да, Олгица, низ медиумите те најавува како ветеран во модата и веќе навистина може да се гордееш на некој начин со таа титула заради тоа што многу модни изданија на модниот викенд во Скопје се веќе зад тебе. Прашањето ми оди во следнава насока со оглед на тоа што постојано модниот викенд е еден простор каде што може да се истакнат и нови лица. Ме интересира како гледаш на младите и на нивните дизајни, на нивната креација, на нивната фантазија која што ја даваат во моделите. Мислам дека се повеќе млади луѓе размислуваат и малку поинаку во поглед на модата, зборуваме сега и за одржлива мода, за таков некој сензибилитет. Да, ми се допаѓа тој правец дефинитивно, затоа што кажува дека свесноста на луѓето значи се качува на повисоко ниво и го поддржувам потполно. Од аспект на поддршка на млади дизајнери кои што допрва се појавуваат, секако дека да и секогаш сум расположена да помогнам, за во било кој аспект, дали од аспект на совет, дали од аспект на искуство, како и да е, секогаш сум тука и се радувам кога ќе видам млади дизајнери, затоа што за креативноста нема да зборам, затоа што нели кај секој е индивидуална таа работа, секој си го бира својот правец, меѓутоа тоа е еден чуден свет, ако не се изрази, ако не излезе од тебе, може би преминува во некој друг правец и добро е секој човек кој што е креативен, кој што има желба да се занимава со таква професија, да најде сила и желба да го реализира тоа. И храброст, нормално, затоа што ова е едно патување кое што се развива низ годините. Јас секогаш знам да кажам, ние дизајнерите сме како што се и докторите, за додека луѓето да добијат вашата доверба, да може да ви веруваат и да ви се препуштат и да со мерак, со љубов ги носат работите кои што излегуваат од вас, потребно е време, потребно е искуство, потребно е, пошто нашата работа е визуелна, потребно е колекции, работа, така да секако дека мора да има нови генерации кои што нормално ќе ја продолжат оваа приказна и така е исправно и здраво, мислам. Се радувам во секој случај. Многу пати сме збореле дека вистина еден моден креатор треба да биде едукатор своевремено, нели? И всушност мора да препознаеме дека во оваа убава, да кажам, пастелна нишка преовладува тој еден на моменти и суптилен, можам да кажам, леопард принц сега, ако добро можам да се изразам во метаморфозис. И препоставам дека на некој начин тоа е една модна сила која што ја даваш во оваа колекција и некако неговестувајќи дека
не мора секој пат силата да биде и многу гласна, туку може да биде многу тивка, многу сталожена и ама мокна. Ама мокна во исто време, да. Баш добро го кажавте ова. Види Марко моден критичар стана. Вау, од следна година. Ама добра беше издржана критикава. Така. Сакам да кажам, јас се согласувам. Морам просто на дигресија да признам дека леопардот, сега за себе зборам, лично ми бил некој пат така многу доминантен во некои модни колекции. Во овој случај апсолутно не го делам тоа мислење. Дискретно. Да. Па еве вака, јас сум лав во хороскоп и мислам дека од секогаш како принц сум го сакала, меѓутоа секогаш како сум го вметнувала како детал, да не е премногу нормално и не се ни сеќавам дека некогаш сум го употребила во некоја колекција, меѓутоа како поминува време се многу по-суштински работам во тоа што го правам. Многу повеќе сум свртена кон сама себе, да тоа што ќе го направам да има личен печат, да биде па и на крајот од денот нешто кое што би го носела и јас. Логото, моето второ лого кое што го имам за линијата Gorgeous е пеперутка, кој што, нели, и асоциација за трансформација, која што на некој начин представува нежност, меѓутоа ето самиот принт на леопард кажува нешто друго, дека многу добро го категоризиравте сето тоа, значи буквално е така дека нели, ако навидум изгледа нежно, не значи у позадина дека не стои нешто друго, кое што може да биде изненадување понекогаш. Ете, многу убаво склопено и од наша страна и од твоја, Олгица. И некаде сме пред крајот, имаме само околу минутка или две. Сакам уште една важна работа да поентираме, бидејќи на почетокот ја спомена Орево Кршачка. Многу од луѓето, особено оние кои што нели доаѓаат во операта и ги гледаат тие представи, можат да посведочат на фантастичните костими кои што се секако твое дело. Можеме ли да јавиме нешто следно, бидејќи се пронаоѓаш и уживаш подеднакво и во тој дел од професијата? Јас конкретно во представата Орева Кршачка бев дел од тимот на луѓето, значи не беше костимографијата моја, меѓутоа бев дел од процесот на изработка. Меѓутоа секако прекрасен проект. Саша Евтимова беше кореографот, прекрасна представа, ви препорачувам да ја погледнете. Од аспект на нели, мојата втора работа, најчесто така знам да се насмеам, затоа што сепак сум примерно моден дизајнер, секако дека сум отворена за нови проекти, во моментот во позадина стојат неколку за кои што размислувам, разговарам, значи за кои ќе бидам во можност да ги реализирам и секако дека тоа е една друга димензија во мојата работа која што можеби и е да не речам, една додадена вредност на мојата работа, која што ми даде едно малку по-различно размислување, па дури и во модата мислам дека применувам дел од тоа што го правам. Секако дека сум отворена за нови предизвици и да оставиме да видиме времето што ќе донесе. Така да, тоа е тоа. Да видиме и оваа година, 2026, што друго ќе донесе за тебе. За овие нови предизвици... Се што има ново, јас ќе ви известам, секако, со драго срце, ќе бидам повторно ваша гостинка, како и да е. Ги чекаме новите модни линии, колекции, предизвици на Олгица и во студио. Супер ја спакувавме оваа утринска приказна и да дадеме аплауз секако за заокружувањето твое и на модниот викенд, 32 издание во Скопје. Ти благодариме. Ви благодарам уште еднаш, драго ми беше.